почетокот Бог ги создаде земјата и небесата. Земјата беше безоблична и празна и имаше темнина над бездната и Духот Божји лебдеше над водата. И рече Бог: нека биде светлина. И би светлина. И виде Бог дека светлината е добра. И ја оддели Бог светлината од темнината. И светлината Бог ја нарече ден, а темнината ја нарече ноќ. И би вечер, и би утро, ден први. Потоа рече Бог: нека има свод среде водата, и тој да разделува вода од вода. И создаде Бог свод, и ја одвои водата од под сводот, од водата над сводот. Така и стана. И сводот Бог го нарече небо, и би вечер, и би утро, ден втори. И рече Бог: нека се собере водата што е под небото на едно место и нека се појави суво. И стана така. И сувото Бог го нарече земја, а собраните води ги нарече мориња. И виде Бог дека е добро. И пак рече Бог: нека израсте од земјата зеленило трева, што дава семе според својот род и вид, и дрво плодородно на земјата, што дава плод и има во себе семе според својот род и вид. И стана така. И би вечер, и би утро, ден трети. Потоа рече Бог: нека се појават светила на сводот небески, што ќе ја осветлуваат земјата, за да го делат денот од ноќта и да бидат знаци и за времињата, и за деновите, и за годините. И нека светат на сводот небески, за да ја осветлуваат земјата. И би така. И создаде Бог две големи светила, светило поголемо да управува со денот, а светило помало да управува со ноќта, и звезди. И ги постави Бог на сводот небески, за да ја осветлуваат земјата, и да управуваат со денот и ноќта, и да ја одделуваат светлината од темнината. И виде Бог дека е добро. И би вечер, и би утро, ден четврти. И ги благослови Бог велејки: плодете се и множете се, и наполнете ја водата во морињата, и птиците нека се множат на земјата. И би вечер, и би утро, ден петти. Потоа рече Бог: да создадеме човек според нашиот образ и подобие какви што сме ние, кој ќе биде господар над рибите морски и над птиците небески и над зверовите, над целата земја и над сите гадинки што се движат по земјата. И го создаде Бог човекот според образот свој, според образот Божји го создаде, машко и женско ги создаде. И ги благослови Бог и им рече: плодете се и множете се, и наполнете ја земјата и господарете над неа. И рече Бог: еве ви дадов секаков вид растение што дава семе и какво има по целата земја, и секакви дрвја што во себе имаат семе според својот род и вид, тоа да ви биде за храна. И виде Бог дека е многу добро се она што го беше создал. И би вечер, и би утро, ден шести. Така се доврши небото и земјата и сиот украс нивни. И ги заврши Бог до седмиот ден делата своји што ги направи, и си отпочина во седмиот ден од сите дела своји што ги создаде. И го благослови Бог седмиот ден и го освети, зашто во тој ден си отпочина од сите дела своји што ги направи и создаде. Ете, така настанаа небото и земјата во она време кога Господ Бог ги создаде земјата и небесата.
А го создаде Господ Бог човекот од прав земен и му дувна во лицето дух животен и човекот стана жива душа. И насади Господ Бог рај во Едем на исток и таму го смести човекот што го создаде. И направи Господ Бог да израстат од земјата секакви дрвја, убави за гледање и добри за јадење, дрвото на животот среде рајот и дрвото за познавањето на доброто и злото. И му заповеда Господ Бог на човекот и рече: од секое дрво во градината можеш да јадеш, освен од дрвото за познавање на доброто и на злото. Од него не јади, зашто во оној ден кога ќе вкусиш од него, ќе умреш. И рече Господ Бог: не е добро за човекот да биде сам, да му создадеме помошник сличен на него. Затоа Господ му прати на човекот тврд сон, па кога заспа му зеде едно ребро и местото го пополни со плод. И Господ Бог создаде жена од реброто што го зеде од човекот и ја доведе кај човекот. А човекот рече: еве сега коска од моите коски и плод од мојата плод, нека и биде името жена, зашто е земена од мажот. Затоа ќе го остави човекот таткото свој и мајката своја и ќе се прилепи кон жената своја и обата ќе бидат едно тело. И беа обајцата голи, Адам и жена му, и не им беше срам. Но змијата беше полукава од сите зверови полски, што ги создаде Господ Бог, па и рече на жената: вистина ли е дека Бог рекол да не јадете од ниедно дрво во рајот? А жената и рече на змијата: ние јадеме род од секое дрво во рајот, само од родот на она дрво среде рајот, рече Бог, не јадете и не допирајте се до него, за да не умрете. Тогаш змијата и рече на жената: не, вие нема да умрете. Бог знае од оној ден кога ќе вкусите од него, ќе ви се отворат очите, па ќе станете како богови и ќе знаете што е добро, а што е зло. И жената, гледајќи дека родот на дрвото е добар за јадење и убав за гледање, и дека дрвото е пожелно поради знаењето, набра род од него и јаде, па му даде и на мажот свој, тај тој вкуси. Тогаш им се отворија очите на обајцата и увидоа дека се голи, па исплетоа лисја од смоква и си направија опашала. И го чуја гласот на Господа Бога кога он одеше низ рајот во приквечерината и се сокрија Адам и жена му. Но Господ Бог го повика Адама и му рече: Адаме, каде си? А тој одговори: го чув гласот твој во рајот кога врвеше, па се уплашив оти сум гол и се сокрив. И Господ рече: кој ти кажа дека си гол? Да не си јал од она дрво од кое ти забранив да јадеш? Адам пак рече: жената која ми ја даде ти, таа ми даде од дрвото и јас јадев. Тогаш Господ Бог и рече на жената: зошто го направи тоа? Жената одговори: змијата ме измами и јас јадев. На змијата пак и рече Господ Бог: затоа што си го направила тоа, проклета да си меѓу сите животни и сите зверови полски. Помешечки ќе се влечеш и прав ќе јадеш се до крајот на својот живот. И ставам непријателство меѓу тебе и жената и меѓу родот твој и породот неизин. Он ќе ти ја гази главата, а ти ќе го каснуваш во петата. А на жената и рече: ќе ти ги умножам и преумножам маките кога си бремена, со болки ќе раѓаш деца и ќе бидеш под власта на мажот свој, и тој ќе ти биде господар. Па потоа му рече на Адама:
Бидејќи ја послуша жената и вкуси од дрвото, од кое ти забранив и реков не јади од него, затоа земјата нека биде проклета поради тебе. Со мака ќе се храниш од неа се до крајот на својот живот. Трње и троскок ќе ти раѓа и ти ќе јадеш трева полска. Со пот од лицето свое ќе јадеш леп, се дуре не се вратиш во земјата од која си земен, зашто си земја и во земја ќе се вратиш. И ја нарече Адам жената своја Ева, бидејќи таа стана мајка на сите живи. А Господ Бог им направи на Адама и на жената негова облеки од кожа и ги облече во нив. И рече Господ Бог: ете, Адам стана како еден од нас, знаејќи што е добро и што зло. Но сега да не ја испружи раката своја и да земе од дрвото на животот и да вкуси, па да живее вечно. Тогаш Господ Бог го изгони од градината Едем, за да ја обработува земјата од која беше земен. Откако пак го изгони Адама, постави на исток пред градината еден херувим и огнено оружје, кое се вртеше и натаму и наваму, за да го пазат патот кон дрвото на животот.